Добро утро, Јовани и Александар, до вас и до сите наши гледачи. Како што кажавте, вие се јавуваме во живо од пред зградата на јавното предпријатие Водовод и канализација од Скопје. Ке зборуваме за она акција која што трае до 31 јули, преку која што ќе можат сите оние кои што имаат долгови да ги платат без камати, но и ке зборуваме за потрошувачката на вода, тоест како одговорно да се однесуваме со водоводниот систем. Се јавуваме од Скопје, но верувам дека оваа тема ги тангира сите оние наши гледачи кои што имаат поголеми површини, па треба да ги наводнуваат, па верувам дека ќе ги применат апелите и советите на мојот соговорник. Ово утро со мене од представништвото го имам господинот Зоран Недевски. Господин Зоран, добро утро. Добро утро и вам. Најпрво ајде да позборуваме малку за оваа акција која што трае уште неколку денови, тоест до петок, уште 2 дена акцијата преку која што сите оние кои што имаат некаков долг кон ова предпријатие ќе може да го платат без камата. Значи, јавно предпријатие Водовод и канализација повторно со спроведување на оваа акција покажа дека е одговорно предпријатие и се грижи за корисниците на своите услуги. За таа цел, отпочнувајќи од 15.6, заклучно со 31.7, отпочната е акција за наплата на побарувањата кои што ги има јавно предпријатие кон граѓаните, кон корисниците на нашите услуги, без камата. Со тоа што возможено е граѓаните, корисниците на нашите услуги, кои што имаат неподмирени долгови, истите да ги сервисираат и на повеќе месечни рати. Максималниот број на рати е 24 месеци, со тоа што во целиот овој интервал, во оваа корона криза, јас сум благодарен до нашите вработени и до граѓаните кои што во целост ги почитуваа мерките и протоколите кои што се превземени од ова јавно предпријатие со цел заштита на здравјето како на корисниците на нашите услуги, така и на нашите вработени. Во текот на денот, значи, се почитуваат сите препораки, корисниците на влезот чекаат на оддалеченост од 2 метри, што е согласно протоколите, и на секој од корисниците се мери телесната температура, се врши дезинфекција, се завршуваат комплетно сите работи и на излезот повторно се врши дезинфекција. До моментов, до вчерашниот ден, заклучен со вчерашниот ден, овој бенефит кој што го понуди јавно предпријатие го искористија 370 корисници на нашите услуги и имаат склучени договори за отплата на рати во висина од 24 милиони денари. Не е мал и бројот на оние корисници кои што во целост ги подмирија своите побарувања, исто така и овие корисници беа ослободени во делот од камата. Така, од колку до колку часот работи предпријатието, тоа е сите оние заинтересирани кои што досега не успеа да стигнат до петок, до кога може да дојдат, до колку часот? Значи, акцијата се спроведува во текот на целото работно време, односно од 7:30 до 19 часот за наплата во готово. За корисниците кои што треба да склучат договори за отплата на заостанатиот долг, значи важи работното време од 7:30 до 14 часот се склучуваат договори, бидејќи овие договори потоа треба да бидат заверени кај нотар, а нотарите знаете дека нивното работно време е до 16 часот, така да во овој интервал од 7:30 до 14 часот сите кои што имаат потреба наредниве 3 дена, вклучувајќи го и денешниот ден, можат да го искористат за склучување на договори за отплата на рати. Покрај оваа акција вие имате и еден нов проект, тоа значи, тој го носи името Однесувај се одговорно, биди совесен, па конкретно за што станува збор? Значи, од вчера започна и проектот, односно кампањата за подигнување на јавната свест на корисниците со цел заштита на водоснабдителниот и канализацијскиот систем. Целта на овој проект, на оваа кампања е да ги доловиме малите грешки кои што живот значат и да понудиме едно решение за решавање на овие мали грешки кои што понатаму ќе донесат благодет за сите во иднина да имаме квалитетна вода за пиење за сите корисници. Овој проект започна вчера, како што кажав, и ќе трае до 31.8. Во овој месец, значи 2 пати неделно, преку банери и соопштенија ќе бидат информирани корисниците
и за сите збиднувања и сите аномалии кои што се воочени и ќе можеме да ги, како можеме истите да ги отклониме. Ова акција, овој проект, значи, оваа кампања ќе биде спроведувана онлайн и кампањата ќе содржи, како што реков, 10 банери. Сите тие 10 банери ќе опфатат две теми. Темата за водоснабдување и темата за канализацијскиот систем. Во темата на водоснабдителниот систем ќе бидат обработени неколку сегменти, меѓу кои нелегалните приклучоци, начинот на откривање, начинот на пријавување на нелегалните приклучоци, подигање на јавната свест за разумно и совесно користење на водата за пиење, начини како на друг начин, значи да се изнајде решение да се полеваат зелените површини, како да се користи циркуларно водата, како да се користи технолошка вода. Тоа е во сегментот на водоснабдителниот систем. Во сегментот на канализациониот систем исто така ќе бидат опфатени низа теми, низа сегменти кои што го засегаат квалитетното извршување на функцијата која што има канализациониот систем. Така, споминавте мали грешки, онлайн едукација, ајде така да ја наречам, но за сите оние кои што не гледаат, а можеби, ајде да кажам, не управуваат со новата технологија толку добро, дали може да ги кажеме преку практичен пример, кои се тие мали, можеби и несвесни грешки кои што луѓето ги прават, а како што кажавте и самите вие значат живот, так, и на кој начин може истите да се поправат? Значи јас во сегментот на водоснабдителниот систем веќе ги напоменав грешките. Прва ја напоменав она голема грешка, да речам, нелегалните приклучоци. Самите тие влијаат на квалитетното снабдување со вода за пиење на граѓаните. Низа од грешките кои што настануваат е минорно течење на казанчето дома, несоодветно полевање на тревниците, наместо тревниците да се полеваат во доцните вечерни или раните утрински часови, буквално да се полеваат, а не да се остави цревото да тече цела ноќ или да се остави 5 часа па да се направат бари, езера и ред работи. Значи тие работи на кои што треба да се поработи и да се крене свеста на граѓаните, на корисниците на нашите услуги за разумно користење на водата. Сепак, благо дете, во 21. век да имате вода за пиење во континуитет, да немате никаков проблем, а свесно да навлегувате во низа грешки и да не размислувате дали вашиот сосед или соседот од другото населено место ќе има или ќе нема вода за пиење, ме разбирате. Значи, токму на тие делови ќе биде насочена оваа кампања. Ви реков, во овој месец дена ќе имаме 10 банери со 10 различни теми и ќе бидат опфатени низа на работи кои што јавното предпријатие Водовод канализација веќе ги има лоцирано како аномалии, меѓутоа ќе биде послушан и гласот на народот. Се што сметаме дека ќе доведе до подигнување на свеста кај граѓаните ќе биде употребено и од граѓанската фела, да речем. Така, покрај водоводниот систем го споменавте и канализациониот, водоводно-канализациониот, па дали во овој сегмент и на кој начин ќе се спроведува некаква едукација и каде се тука можеби грешките кои што ги правиме? Така. Како што напоменав, значи во два сегмента ќе биде реализирана оваа кампања. Првиот сегмент го објаснивме веќе, тоа е водоснабдителниот систем, вториот сегмент е канализациониот систем. Да не заборавиме дека канализациониот систем служи за одведување на урбаните и отпадните води кои што граѓаните ги прават во текот на живеењето, на користењето на водата. Не во мали не еднашка сме напоменале дека канализациониот систем не е место каде што треба да се складира отпад. Значи тоа не е систем за отпад, тоа не е систем каде што би се складирал градежниот шут, не е систем за влажните марамчиња, не е систем за одложување на бигорот, на зимницата која што
кога завршува. Сите тие работи, значи, постојат општинските служби и постои јавното комунално предпријатие комунална хигиена кој што ги врши овие работи. Овдека би напоменал дека ќе се осврнеме токму на овие работи со цел исто и овој канализационен систем да си ја врши функцијата за која што е наменет и граѓаните да ја добиваат квалитетната услуга од ова јавно предпријатие. Значи, буквално ќе бидат иницирани низа аспекти кои што ги напоменав, и на тие аспекти не само како прашања ќе понудиме и низа одговори како понатаму да се однесуваат граѓаните и кон едниот и кон другиот систем, затоа што овие два система, да не заборавиме, се крвотокот на овој град. Овие два система значат живот за граѓаните на градот Скопје. Доколку само ние како јавно предпријатие кој што стопанисуваме со овие системи, се грижиме за тој дел, без грижа на граѓаните и на нашите корисници, ништо нема да направиме. Значи, сепак треба да сватиме дека овие два система се на сите граѓани, на жителите на градот Скопје се овие системи и сите подеднакво треба да се грижиме да тие бидат во кондициона форма да ги задоволат барањата на граѓаните, со тоа би ни помогнале и нам и себе си и сите би биле задоволни. Ги споменавте оние диви приклучоци кои што не само што му штетат на предпријатието, најмногу им штетат на нас граѓаните, на нас корисниците, посебно на оние кои што се во најблиска околина онаму каде што е поставен тој див приклучок. Па на кој начин, доколку имаме некаква информација или доказ дека негдека е поставен таков див приклучок, каде може да го пријавиме тоа? Значи, покрај пријавувањето на нашата веб страна се сите контакти, од контактот, од телефонските броеви, од мејл адреси. Јас можам да напоменам дека нашиот дежурно-информативен центар работи 24 часа и граѓаните кои што би сакале да пријават нелегален приклучок, би можеле тоа да го направат на телефонскиот број 30 73 010. Значи, постојано во текот на целиот ден, таму имаме дежурни телефонисти кои што ќе ги примат информациите и понатаму истите ќе бидат проследени за реализација. Јас би напоменал во оваа кампања само да ја дозаокружиме темава некако. Некаде ќе бидат во теков на кампањава по спроведување на сите овие, значи, сегменти, откако ќе се завршат сите овие работи, јавно предпријатие ќе изготви 2 видеа, кратки видеа, со кратки содржини кои што ќе бидат објавени во текот на последната недела од месец август, што се совпаѓа и со светската недела на водата. Значи, од 24 до 28 ќе бидат објавени на YouTube страната на јавното предпријатие, на Facebook, на веб страната на јавното предпријатие. Истите ќе се одржат, значи тоа ќе биде една анкета спроведена со граѓаните, со корисниците на нашите услуги, каде што ќе одговорат кратко на прашањето зашто треба да се крене јавната свест и зашто треба да се заштити едниот и другиот систем, едноставно за да добиеме квалитетна услуга понатаму. Тие 2 видеа ќе бидат објавени, како што реков, на крајот на неделата и ќе ги имаме резултатите. Вие како медиуми, значи, ќе бидете известувани постојано од наша страна, значи 2 пати во неделата ќе бидете известувани комплетно. Што е направено, како течела целата оваа кампања, што содржала, кои се прашањата, кои се одговорите од граѓаните, како понатаму ќе се движиме со тие банери, значи самото составување на банерите чисто ќе зависи од самата спроведена анкета со граѓаните и тие банери буквално ќе се прилагодуваат кон барањата и разговорите кои што се водени со граѓаните. Јас би додал околу овие диви приклучоци. Значи, ние во континуитет секоја година имаме проблем со овие нелегални приклучоци. Ние во моментов имаме акција која се спроведува на територијата, посебно со акценте сега на територијата на општина Сарај, каде што се извршени низа исклучувања на тие нелегални приклучоци. Отпочнати се и кривични постапки, затоа што
Самиот нелегален приклучок е веќе кривична постапка и согласно законските нормативи истите ќе се одат во судска постапка и ќе се решаваат по судски пат. Да не заборавиме дека ова предпријатие сепак постои за граѓаните и се ќе направи граѓаните да добијат квалитетна услуга. Јас би ја искористил уште еднаш оваа можност да повикам на разумно користење на водата. Доколку граѓаните навистина имаат потреба да извршат дополнителна полевање на зеленило, да наполнат некој базен, сето тоа е надвор од законските нормативи, да речам. Меѓутоа, истото некако прават во доцните вечерни или раните утрински часови. Да не се доведеме во состојба граѓаните да страдаат и да патат за квалитетна услуга за која што постои ова предпријатие. Во изминатиот период имавме и неколку состаноци со одговорното предпријатие, јавното предпријатие Паркови и Зеленило. Чисто за исто и од таму побаравме да се крене јавната свест, буквално, да се врши полевање на зелените површини исто во доцните вечерни и раните утрински часови. Неколку пати имавме и состаноци, како што нагласив, неколку пати и апели, и дописи, и сите тие работи, и мислам дека веќе легнаа работите и се доведовме во состојба да веќе ги почитуваат нашите работи, затоа што ќе бидеме приморани да превземеме така наречени непопуларни мерки, исклучување на тие работи со цел задоволување на потребите на граѓаните. Сепак за ова предпријатие граѓанинот е поважен отколку зеленилото и тревата и сите тие работи. А граѓанинот не може без зеленилото, така да јас искрено се надевам дека ете тој круг, тој ланец на сите овие алки, дека ќе биде цврст силен и дека сите ќе ги почитуваме овие мерки кои што ни ги кажавте, овие апели кои што ги упативте. Ви благодарам уште еднашка за сите споделени информации, искрено се надевам дека се што ни кажавте и во текот на наредниот месец ќе ги пренесуваме вашите информации, навистина ќе допре до ушите и до работата на сите оние кои што не гледаат, па не само од Скопје. Верувам практичните совети кои што ни ги кажавте ќе ги искористат граѓаните ширум Македонија. Ви благодарам уште еднашка. Ви благодарам и вам. До сите наши гледачи, јас се надевам дека преку овие информации, преку сите оние практични совети кои што ги даде мојот соговорник, малку ве замисливме и искрено се надеваме дека барем оние мали совети кои што ги дадовме ќе почнете да ги применувате уште од денеска, бидејќи како што каже и мојот соговорник, водата живот значи, потребна ни е сите и не треба навистина да се доведеме до момент каде што ќе ја немаме. Да, Рената, ти благодариме за ова вклучување и за разговорот, да се надеваме дека преку пораките и советите ќе бидат сослушани од нашите гледачи. Ти кажа дека водата живот значи, но за жал постојат и градови и населени места кај нас кои што и ден денес кубурат токму со водата и тоа во овој летен период кога ни е неопходно. Да, сакам да прашам само кратко Рената, бидејќи е 7 часот и 50 минути, се уште е рано, но бидејќи вчера почна да се делат пензиите, претпоставувам дека луѓето сакаат да ги плаќаат сметките, иако вие говоревте за алтернативни начини на плаќање сметки, тоа интернет и така натаму. Има ли гужва пред водовод во однос на чекање ред да се плати вода? Од проста причина што знаеме дека живееме во време на пандемија COVID-19 и покрај сите можни апели на сите институции па и на водовод да се обидеме да плаќаме електронски, сепак дали има народ сега во овој момент во водовод? Пополека, но сигурно почнуваат граѓаните да доаѓаат, ете може да видите раздвиженост од возила позади мене. Јас успеав да видам во текот на ова вклучување дека некои доаѓаат и со велосипед. Верувам дека во текот на денот метежот ќе се зголеми. Ете вчера само до 2 часот 70 граѓани дошле во предпријатието да го одберат оној начин на плаќање на долговите без камата, така да денеска верувам од кога ќе се земат пензиите од банките, ќе се направи можеби малку поголем метеж тука пред ова предпријатие, но и ќе упатиме апел до сите наши гледачи да ги применуваат препораките и мерките кои што ни се дадени или за да го зачуваме нашето здравје. Така е. Да се надеваме дека ќе биде така. Турканиците не смеат да бидат дефинитивно дел од нашето секојдневје. Тебе ти благодариме. Се гледаме малку подоцна повторно со нова приказна која ќе се вклучиш во Сака Македонија.